денеска и НАТО сојузниците и членките на Европска Унија имаат животен интерес да Република Македонија се интегрира најнапред во НАТО алијансата, како би се зголемил притисокот кон Србија за признавање на Косово, откочување на босанскиот проблем и истиснување на Русија од регионот. Од тука е зголемениот притисок кон двете држави и она на што сме сведоци денеска, тој големиот оптимизам, е надежта дека Република Македонија ќе биде доволно неинтелигентна да по 10 години го прифати грчкиот предлог за преименување. Мислам дека тоа не може да помине. Едноставно, суштинско преименување во Нова Горна или каква год Северна Македонија whatever Македонија не поминува, а посебно што тоа во нашата држава е веќе затворено прашање, мора да оди на референдум. Но од друга страна треба да се запрашаме што ако не се реши проблемот со името. Значи досега ние сме веќе долго време во вакуум. Стагниравме во однос на евроинтеграциите, отидовме чекор наназад. Во однос на економскиот раст и развој имаме исто така одредени надолни тенденции во многу сектори. Доколку не се реши проблемот со името, тоа ќе значи уште еден застој во евроинтеграциите и тоа ќе значи започнување на еден период во кој земјава ќе треба да си наоѓа ново лежиште, да се позиционира некаде. Затоа што 25 години живееме со идејата дека нашиот процес на евроинтеграција ќе напредне. Сето ова упатува на исклучително сложена состојба и дискусиите во смисла на тоа кое име, каков ќе биде договорот за името, кај народот запираат некако тука. Меѓутоа, треба многу повеќе да се информираме како граѓани кои се последиците и од едната и од другата опција, заедноставно како држава да го избереме оној пат кој ќе не однесе кон подобар живот.